Господја Смекова, преди се благодарам што останавте до доцните часови за да соработувате со анкетната комисија. Јас би сакала сега за сите пратеници овдека да прочитам дел од извештајот за извршена вонредна контрола на условен буџет во сектор финансии, сектор фармација и сектор контрола на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија од страна на Фондот за здравствено осигурување, издаден во февруари, односно март 23 година, односно спроведен во текот на февруари-март 23 година, а се однесува на прашањата за 21 година. Контролираниот период е 1.1.21 до 31.12.21, иако не ми е јасно како можело ревизија да се прави односно да се прави инспекцијски надзор преку ФЗОМ во 23 година. Меѓутоа, од ФЗОМ 1.1.21 до 31.1.21. 31.12, извинете, 21. Ке прочитам делот заклучоците, господјо Парнаџиева. Од причини поврзани со праксата на одобрување на апликацијата на лекот од страна на одговорните лица во болницата, постојат неправилности и неусогласеност на датумите на реализација на услугата и фактурирање, односно има случаи каде ист датум со различни броеви на упати се фактурирани здравствени услови кои се вистински реализирани подоцна. Пресметка број. Во делот прегледаните случаи постои расчекор помеѓу пропишаната терапија во специјалистичките извештаи и вистински аплицираната со објаснување дека не е одобрено од директор или дека лекот го нема на клиниката. Кај фактурираните здравствени услуги со таблетарна форма на лек забележано е кумулативно фактурирање на издаден лек, односно на датумот на фактурирање. Покрај количината на издадениот лек од тековниот месец, фактурирана е количина на лекот што ќе се подигне наредниот или наредните месеци. Досие број 1699/21 од 25.8.21 година. Во специјалистичкиот извештај наведено е дека се издадени 2 кутии од лекот алецитин под 150 мг и допишано подигнување на уште 2 кутии од истиот лек на 9.9.21. Во пресметката за месец август е фактурирана вкупна количина од 4 кутии или 224 таблети. Во делот извештаите нема запишано колку терапија е дадена, колку таблети капсули се издадени. На некој рачно е допишувано истото, а на сите има подпис од директор. Понатаму вели историја број 2957. На температурната листа е запишан лек, а во отпуснато писмо дека нема од лекот. Клиниката не води евиденција и во отпусно писмо се пишува дадена терапија за време на болничко лекување, како и тоа дали е донација на пациентот или сам ја купил. Историја 382 во отпусно писмо вели има назначена терапија, а во температурната листа пишува дека нема од лекот. Во картицата на артикул нема, во тој период клиниката навистина немала од лекот. Во низата забелешки кои што зборуваат за издавање на терапија која што ја нема или допишување на терапија издадена за пациент кој што не ја подигнал, стои дека во делот прегледаните истории забележано е рачно допишување и издавање на дополнителни количини од лекот на специјалистички извештај без евиденција на датум на изнавање, количина на лекот или на кого е издаден. Прашањето до вас е, како директор на ФЗОМ, со ваков извештај, што ќе постапевте? Благодарам.